вистините на душите и она што сакаш да го направиш без зло намера, туку посекувајќи им добрина на сите, па на крајот и на себе. И комичарот Војче Китановски не крие дека со радост доаѓа во своето село Крапа, тука и останува колку што може подолго. Со градоначалникот Милосим Војнески се познаваме од студентски денови. Поминавме неколку убави години во студентските домови во Скопје. Другарувавме, тогаш учествувавме на тие разни студентски забави, сини вечери и така натаму. И можам да речам, уште тогаш ги запознав неговите организациони карактеристики и способности, кои се изразија во овие години во кои тој е градоначалник на општина Македонски Брод. Промената се гледа во, што знам, ми се чини дека повеќе проблеми имаше населението во Брод и населените места и поголем број од тие проблеми се решени преку патиштата, кај што се колку што биле можностите. Значи, ако реално ја гледаме состојбата, има видливи промени за неговото владење од овие 3 мандати. Така да, значи, се надевам дека и општина Македонски Брод со Милосим и нашата Македонија ќе одиме напред со нови работни победи. Благодарение на градоначалникот господинот Милосим Војнески, општо духовниот живот како да се прероди во Македонски Брод. Со неговото доаѓање на функцијата през градоначалник на општина Македонски Брод, како да живна културниот живот во Македонски Брод. Неговиот лик го гледаме како еден лик на патеводител во животот духовен во нашиот град, бидејќи сите манифестации што се одвиваат во црквата, како носењето на крстите и кулите, Василица и сите други манифестации, потоа манифестациите што се како Костенијадата и други манифестации се од срце поддржани од градоначалникот господин Милосим Војнески. Тој има големи заслуги и за народната кујна. Сите овие граѓани што немаат доволно храна, што се изнемоштени, стари лица, отвори тој народна кујна, во таа кујна се хранат многу лица, потоа се отвори и центар за деца без родители, деца кои се со вродени мани во селото Манастирец, што навистина е од големо значење. Поречието живее на сите страни. Почитувачите на традицијата, влюбениците во културата, убавата природа, стотици други граѓани кои одамна ја оставиле родната грудка и заминале од општината, се собраа по 11 пат во селото Локвица на популарните поречки средби. Овде секој посетител ќе го почувствува жагорот, љубовта и радоста на луѓето што повторно се заедно во овој македонски еколошки рај. Без градоначалникот ние ништо не можевме да направиме. Значи, првата наша одлука која што беше донесена беше доставена до Советот на општина Македонски Брод, кој што едногласно ја прифати и со заеднички напори почнавме да ги донесуваме одлуките каде и како ќе се одржува. Во секој случај да дојдат во едно село од 2000 до 3000 поречани или љубители на поречието, Сдружение на граѓани кое што е невладина организација сигурно само не може да обстојува. Од тука искажувам голема благодарност и до градоначалникот, затоа што еве веќе заеднички 11 години ги обележуваме овие средби и помош секаде онаму кај што се имало потреба, дали било од неговите органи за поправка на патишта или во било која друга смисла, ви сте наидувале на одлична подршка. Ова да остане традиција за секогаш, ова е многу убав спомен. Кој го измисли, многу паметен човек ова што го измисли за да биде вака. Манифестацијата секогаш била успешна.
секогаш имало резултати, имало видувања што луѓе не се виделе по неколку години овде ќе се сретнат и ќе се видат. Локалната самоуправа во последно време помага. Начело со градоначалникот и претседателот на Советот имаме соработка од повеќе страни, како например морална, така и финансиска. Од кога стана овој градоначалник, практично почна и овие средби. И имаме добра соработка со градоначалникот. Секогаш сме примени кај него, а секогаш и тој кај нас е на гости кога ќе го викнеме. Супер. Супер. Стварно убаво. Што е убаво? Што ме привлекува? Па ме привлекува природата, убаво, височина, воздух, тоа. Мене ми се допаѓа вака малку рекреација, убаво, шетња. Убаво ми се допаѓа. Ако сум постара во постари години, не знам на младиве како е. За нас вака е убаво. За прв пат овие средби со моето доаѓање ги организиравме пред 11 години, успешно продолжуваме да ги организираме, се надевам и натака заедно ќе ги организираме и ќе овозможуваме нашите гости и нашите порачани секогаш да дојдат во нашиот крај. Уште првите средби кога ги организиравме, нашата цел беше иселеното порече, секогаш кажувам, 63-та година во нашата општина живееле 24.000 жители, сега живеат 8.000 жители, да им овозможиме на нашите деца кои се ширум нашата Република Македонија и надвор од нашата држава, барем еден ден во годината да дојдат во своето порече, во различни места, да ги видат убавините, каде живееле нивните предци, а со нив да дојдат и нови гости, наши пријатели, исто така да ги видат нашите убавини. Со секое доаѓање на сите овие средби, јас ги промовирав плацевите кои ги продаваме во нашата општина. За ваше знаење, до сега имаме продадено 310 плацеви, 300 нови жители од целата наша Република Македонија. Продолжуваме и понатака да урбанизираме, се со цел поголем број луѓе, граѓани од целата наша држава да доаѓаат во нашата општина, заедно да ја развиваме општината и сите на свој начин да помагаат. This is my first time in Macedonia. I have been here for 1 week and I came with a friend that I met studying at my university in the United States. So while we were in the US, she invited me to come here. And I've had a great time so far. I saw Skopje and for the past 3 days I've been in this area and I think this area is so beautiful. We went hiking up the mountains and we met some of her family and they have all been so hospitable and they've given me food and here, eat and it's been an amazing experience, very different than what I'm used to in the United States. Градоначалник Милосим Војнески, општина Македонски Брод. На патот кон селото Локвица е раскошната најголема пештера во Македонија, Пешна, природна реткост која што не смее а да не се посети. Бројот на посетители постојано расте, затоа се реализираат и проекти кои што ќе придонесат за незина уште поголема туристичка промоција и атрактивност. Се најдуваме во една од 15 пештери кои ги има во општина Македонски Брод, поточно во пештерата Пешна, која пештера е со најголем отвор на Балканот, поточно околу 70 метри отвор, а се претпоставува дека е долга околу 10,5 километри. Оваа пештера е доста позната не само во нашата Република Македонија, туку и надвор, така да преку летото тука доаѓаат спелеолози од Франција, кои се влезени 4,5 километри, остануваат уште 6 километри, проучување на пештерата и од досегашните видеоснимки кои ги имаат изработено, во оваа пештера има и мало вештачко езеро каде обстојува рибка со човекова кожа, која ќе биде атракција за развој на туризмот во општина Македонски Брод.
Исто така сакам да кажем, во оваа пештера се најдува и јато од лилјаци кое го е заштитено со закон, од околу 500 лилјаци. За нашите гледачи да знаат дека овие лилјаци изедуваат во текот на една година околу 10 тони штетни инсекти. Затоа се заштитени и од локалната самоуправа и од Република Македонија. Сакам да нагласам дека до оваа пештера заедно со Норвешката амбасада изградивме патека полесно да пристигнуваат нашите туристи, а во исто така изработивме и проект за пристап од пештерата Пешна до регионалниот пат Македонски Брод Самоков. Проектот има вредност од 20 милиони денари, предвидени се две патеки од левата и од десната страна покрај реката што извира од пештерата Пешна. Исто така се предвидени неколку мостови, осветлување, канделабри, а во самата пештера е предвидена бина, на која бина ќе се одржуваат етнофестивали со изворна музика, без озвучување, ќе се користи ехото кое го има самата пештера. Локалната самоуправа и градоначалникот Милосим Војневски особено водат сметка за квалитетот на животот на граѓаните и тоа подеднакво во сите населени места. Се градат патишта и водоводи, се реализираат комунални проекти, кои што пак од друга страна се услов не само да се задржат актуелните жители, туку да се доселат и нови. Селото Грешница е едно населените места каде жителите задоволни велат. Ги имаме сите услови за живот. Во 2014 година, благодарение на градоначалникот на општина Македонски Брод, Милосим Војневски, со негово залагање, успеа да доведиме водовод од Песјак, пред планината горе Песјак, за потребите на селото, на граѓаните, а исто така има доволно вода и за снабдување, да речеме, бавча да насадат некои други работи што им се потребни ними во близина на куќите. Претходно имаше вода, меѓутоа летниот период не ги задоволуваше потребите на селото. А сега има доволно вода, ги задоволува потребите, меѓутоа сега и многу помалце има население во споредба со порано. Прошлата година се направи една нова викендица, кој видува дека ќе има водовод, и други има таму направено викендици. Има луѓе што сакаат да се повратат да направат исто викендици, затоа што одовде, ако се пушти новиот пат за Скопје, негде околу 72-3 километра. Порано бевне многу слабо со вода, немаше во селово. Горе, да. Ова е за друго, да. Имавме некои стари водоводи што не задоволуваше ни најмалку селото. Благодарение на собранието општина Македонски Брод, преседателот на општината се заинтересира, кој ни помогна и доведовме вода сега. Одзгора сега вода в село има доволно, секоја куќа е подмирена со новиот водовод. Сега вода има во селото. Порано немавне, се чекавне вода за пиење немавне. Носевне и од Брод луѓе кои има соколи други. Сега в село има вода доволна. Секоја куќа доби дома вода. Во Грешница и младите брачни парови наоѓаат услови за живот. Семејството на Горан Сикуловски се преселило неодамна од градот, па сега со сточарство си обезбедува екзистенција. Тука сум единствен вратен од Македонски Брод, фамилиарно, со 3 деца. И така да ги носат, учат во соседно село во Манастирец, ги носат со комбе, во понеделник ги враќаат во петок. Обезбедено е сето од страна на државата. И за тоа сме благодарни. Се занимавам со сточарство. А градоначалникот Милосим Војневски им порачува на сите граѓани дека треба будно да ги следат сите поволности кои што ги овозможува државата за рурални средини, со цел овие луѓе уште повеќе да си го подобрат квалитетот на животот. Во општина Македонски Брод имаме 53 населени места и во сите населени места има изградено водоводи, но за жал некои се застарени и сега вршиме реконструкција и изградба на нови водоводи. Така денес се најдуваме во село Грешница, каде имаше стар водовод и не ги задоволуваше потребите на местното население. Локалната самоуправа изнајде средства и изградивме нов водовод. Покрај ова село имаме уште во 5-6 села извршено реконструкција на водоводи до сега, а
сега во тек се реконструкција уште на 4 водоводи, за кои имаме обезбедено околу 800.000 евра. А до сега вложено имаме околу 600.000 евра за реконструкција на водоводи и изградба на нови водоводи во општина Македонски Брод. Посебно во летниот период е од огромно значење водата и водоводите кои ги изградивме на нашата територија, бидејќи во селата се доаѓаат туристи и наше иселено население во целата наша држава, кои ги зачувале своите куќи тука во селата, доаѓаат, си одгледуваат бавчи, се занимаваат и со помало сточарство. Така во ова село има повратници кои се занимаваат со сточарство, а водата им беше неопходна. Сега ги имаат условите, бидејќи водата е еден предуслов за живот на едно местно население. Обновената и новоизградена патна инфраструктура значително го подобри животот на луѓето, зашто во оваа општина има населени места каде прв пат од нивното постоење се гради асфалтен пат според сите стандарди. Колку за возрастните, уште подобро за учениците, кои сега побрзо со организиран превоз стигнуваат до училиштата без оглед на временските прилики и неприлики. После долго време на чекање, село Зркле конечно доби асфалтен пат. И тоа е благодарение на градоначалникот Милосим Војнески. Со самиот изградба на асфалтниот пат, селото, условите за живење во селото доста се подобрија. Така да во делот на брзо стигнување до селото, нашето село има добар дел на жители кои тука живеат и со самиот изграда на патот тие брзо доаѓаат до центарот Самоков. Во нашето село има во одредена сезона во годината доаѓаат доста пензионери, каде што нашето село изобилува со костен ред други работи, ги собираат и имат доста проток на луѓе тука, трговци, така да доста условите се подобрени. Генерално условите за живот се доста подобрени во селото. Има се, тука има доста старосна граница на жители, каде што докторот брзо на повик на граѓаните може да дојде, сега асфалт е горе, стигнуваат, благодарни се жителите тука. Селото имаше голема потреба од овој пат. Од порано требаше да биде направен, ама благодарение на градоначалникот Милосим Војнески успеа некако да го направат патот. Со тој пат се подобрија многу условите, бидејќи има горе направено преку 25 викендици нови куќички, кои што се повратници од Скопје, Кичево, околните градови. Пред да се направи патот беа многу тешки условите, луѓе